Ден по скандалот за несоодветно третираниот медицински отпад кој бил носен на Дрисла, скопската депонија ги отвори вратите за јавноста. Медиумите влегоа кај печката каде се согорува опасниот отпад од болниците, но затекнаа неочекувана слика. Расфрлени епрувети со крв буквално под нозете на новинарите. За надлежните немало ништо вообичаено. Оти печката била оградена, а тука влегувале само овластени лица. Градскиот татко Шилегов повторно се правда, вели не криел за скандалот за кој неговите инспектори знаеле уште од пред 2 месеци. Прстот го впери кон обвинителството, од каде вели немало реакција. Целиот настан е пријавен во јавното обвинителство, што значи дека градот не чекал воопшто. Зошто немало превземени истражни или не знам било какви дејства од страна на јавното обвинителство, работа која што треба да ја упатите кон јавното обвинителство. Надлежните креваат раменици. Никој не знае кој е виновен за лошото складирање и транспорт на опасниот медицински отпад кој ја згрози јавноста. Првиот екологист Нуредини покрај сериозноста на проблемот не е стигнал да ги разгледа документите од вонредниот инспекцијски надзор. Само што го добивме извештајот, не го разгледавме и анализиравме детално. Неговиот заменик Макрадули утрово најави санкции за фирмите кои непрописно транспортирале отпад. Нуредини пак ниту 5 часа подоцна не знаеше што кажал Макрадули. Државниот инспекторат за животна среда, бидејќи тоа е инсталација, има и редовни, вонредни контроли, се проверуваат емисиите што се во воздухот, не се запрени контролите и не се попушта на никого. As you can imagine, I have not seen him yet. Јас за жал не сум се сретнал со заменикот денес, имавме состанок работен со господинот Шилегов, така да денес попладне ќе се состанам со заменикот и ќе видам што. So I'll speak for myself. Првиот човек на надлежниот државен инспекторат, наместо да посочи чија била грешката, ги искара градските власти. Праша кој му дозволил на Шилегов да прави надзор над работата на компанијата, што работи со дозвола од министерството. Прашајте ги вие нив како тие влегле во таа инсталација, зашто мислам дека Тие влегле како влегле? не знам, тие не се надлежни да ја контролираат таа фирма. И додека надлежните како Раштиман оркестар си ја префрлаат вината, јавноста е во паника. Останува неизвестно дали некој ќе сноси последици за опасниот медицински отпад кој несоодветно бил транспортиран низ скопските улици до крајната дестинација, депонијата Дрисла.